Зошто се кандидиравте за лидер? Сметате дека имате доволно капацитет да го промените односот на политичките сили и тој да претежне на страната на левицата? Апсолутно. Мислам дека сум подготвен, имајќи го преди целиот овој период кој што е зад нас, дека сум подготвен да станам лидер на Социјалдемократскиот сојуз и на тој начин да ја привлечам што поголем број гласачи кои што набрзо на идните парламентарни избори би донеле околу 450 до 500.000 гласачи. Доволно сум подготвен да на најдобар начин ги делегитимираме или ги откриеме проблемите, односно погрешните политики на власта, но при тоа не само да се критикува голо, туку да се нудат решенија. А што доколку СМ ВМРО ДПМН ви закаже изборен дуел и на тој начин се кајки да го порази новото СДСМовско раководство и да ја продлабочи, така да речам, кризата во опозиција. За наесен да зборуваме за предвременни избори, мора да говориме дека тогаш би требало да има некоја голема политичка одлука. Например, има логика да имаме предвременни избори доколку до есен ВМРО ДПМН и Груевски понудат или најдат некое решение за името. Социјалдемократскиот сојуз со новиот председател ќе има кратко време, но сепак јас мислам дека кога сум председател, тоа е време во кое што сепак мора да се организираме и да се обидеме да победиме на тие избори. Кои се вашите основни програмски поенти, со кои аргументи ќе излезете в недела пред делегатите на Конгресот во СДСМ да ја побарате довербата од нив за да водите партијата во следниот период? Основата е следна, дека е возможно да имате поголема социјална праведност, а при тоа да креирате раст. Она што до сега го прави ВМРО ДПМН, веќе гледаме дека излегува на површина, дека се работи за еден чист популизам, во кој што се обидува ВМРО ДПМН, иако на една страна има класични конзервативни или десничарски одлуки, да на другата страна се обидува со некои квази социјални мерки да зборува дека се грижи за некој дел од населението кој што се обидува да социјално го подигне. Најпрво ќе оди со зголемување на акцизите, подоцна ќе мора да оди со зголемување на даноците и тоа ќе биде погубна политика. Вие бевте дел од екипата на Црвенковски и кога стана премиер во 2002 година и кога стана председател на државата во 2004, едно време бевте нели прв разузнавач, но ако не се лажам, во последните 3-4 години се имате практично дистанцирано и од него и од неговите најблиски соработници, односно раководството на СДСМ. Ако сметате тоа за предност во оваа председателска трка во партијата, како мислите да ги усвоите симпатиите пред се на членството, за чиј најголем дел Црвенковски натаму е и партиска и политичка икона? Скоро сите четворица кандидати, говориме за заклучно со мене, говориме за многу слични промени кои што сакаме да се случат за да понатаму СДСМ биде победничка партија. Разликата, ако сега велиме дали е тоа предност или хендикеп, јас мислам дека тука ја имам предноста, бидејќи останатите тројца кандидати кои што произлегуваат од раководството, едноставно имале кој 7, кој 4 години, зборувам за овој период во опозиција, имале можност тоа да го на некој начин спроведат во самата партија. Она што можеби е за мене хендикеп е фактот дека сепак луѓето од раководството во цел овој период, последниот, имале партиски живот во кој што биле поблиски до оние кои што на 2 јуни одлучуваат, а тоа се делегатите. Ти правите ли длабоки кадровски резови во новото раководство кога застанете на чело на партијата? Во цел овој период, се до 2 јуни, јас никогаш на никој член од СДСМ, ниту од раководството, ниту од општинските организации, ниту на некој член не сум говорил и не сум ветил дека на некого му е загарантирана било каква функција утре дента од кога јас ќе станам председател. Кога ќе станам председател, луѓето кои што го сочинуваат најтесниот тим или поширокиот тим околу мене, мора да бидат пред се луѓе кои што се подготвени да функционираат во опозиција и тоа тешка опозиција. Што ќе направите прво ако го дочекате утрото на 3 јуни како нов шеф на Социјалдемократија? Па, мислам дека најпрво што ќе го направам е сосема логично дека тоа утро ќе го испијам првото кафе со председателот Црвенковски, кој што тогаш би бил екс-председател, значи зборуваме кога ја би бил председател, и веднаш потоа мислам дека ќе биде тоа долг ден во кој што ќе почнеме многотрпната работа како СДСМ да се дигне и да стане победничка партија.